Светскиот ден на здравието 7 април годинава става акцент на депресијата, болест која последниве години се почесто се јавува кај луѓето. Дека расте бројот на депресивни граѓани потврдуваат и лекарите во Гостивар. Потенцираат дека за болеста се уште постојат предрасуди. Пациентите поретко се одлучуваат да побараат стручна помош, а само така и со соодветна долготрајна терапија, депресијата може да се победи. Пациентите не гледаат да одат кај специјалист или да ги направат сите анализи, дотичните анализи, одат на своја глава, земаат лекарства кои не помагаат. Или ќе ги пијат 2 дена, 5 дена, 10 дена, не се направи добро. Депресијата не е излечива болест, ама треба долго време да се земе терапија. По фази, прва фаза, втора фаза, трета фаза, до година дена, до 2 години. И затоа им препорачуваме на сите жители во Гостивар кои боледуваат, хронични болни од депресија, кои не се лечени, да се јават матичен лекар, од матичен лекар да прават анализи и да земат упат до специјалист невропсијатар. И тамо да продолжи со терапијана. Терапијана е малце долготрајна, али ефикасна. Според податоците од Светската здравствена организација, од депресија во светот страдаат над 300 милиони луѓе. Се претпоставува дека за неколку години депресијата може да стане втора најчеста болест меѓу населението. Веројатноста да се заболи од депресија во одреден период од животот се проценува на 11 до 15%. При тоа ризикот е поголем кај женската популација. Светскиот ден на здравието се одбележа под мотото "Депресија, ајде да зборуваме".